Од 2010 година наваму, откако ТАФ аеродроми, еден од водечките оператори на аеродроми во светот, го презедува управувањето со македонските аеродроми Александар Велики во Скопје и Свети Апостол Павле во Охрид, според податоците, речиси двојно е зголемен бројот на патниците на двата аеродрома и се воведени поголем број нови редовни авиолинии. Овие податоци се однесуваат на 5-годишното менаџирање на ТАФ Македонија на домашните аеродроми и промените што се случија во овој период во воздушниот сообраќај во земјата се очигледни и верувам дека се на задоволство на сите патници. Господине Крстевски, како генерален директор на ТАФ Македонија, како вие би го оцениле овој период во развојот на авиосообраќајот и на аеродромите во Македонија? Кои се според вас најголемите придобивки за патниците од Македонија, се разбира и пошироко, кои ги користат услугите на овие аеродроми и на воведените постановените авиолинии? Па можем да истакнам дека овие 5 години се успешен период за развојот на авиосообраќајот во Република Македонија, бидејќи 5 години е како изминува период на преземање на двата аеродроми, како што рековте, од страна на холдингот ТАФ од Истанбул. Период врз основа на концесискиот договор помеѓу владата на Република Македонија и операторот. Период во кој се направија голем број инвестиции околу двете пристаништа, и во Скопје и во Охрид, и период во кој енормно се зголеми бројот на патници и дестинации. Можем да кажем дека денеска од Скопскиот аеродром обслужуваме 26 дестинации на европскиот континент и една за Дубај како интерконтинентална линија. Исто така, ако земеме по предвид пред 5 години колку беше сообраќајот, ќе видиме дека тоа беа само 10 дестинации на кои оперираа нашите авиокомпании. По бројот на авиокомпании може да ги сумираме бројот од 17 авиокомпании кои се обраќаат на нашите аеродроми и тој број расте за оваа година. Исто така предвидуваме зголемување на бројот и на патници и на дестинации. Минатата година Скопскиот аеродром Александар Велики ја заврши со над 1.200.000 патници, што беше оценето од страна на компанијата како голем успех и значително зголемување во споредба со претходниот период, како што веќе и кажавте во одговорот на првото прашање. Но на што според вас по-конкретно се должи ова зголемување на бројот на патниците? Дали се тоа патници само од Македонија, на кои што им се понудија нови авиолинии, нови можности за нови дестинации, или можеби и од околните земји, од регионот, од некои други аеродроми, патниците доаѓаа од аеродромот Александар Велики за да патуваат на одредена дестинација? Значи, во бројки гледано, минатата година со над 1.200.000 патници заврши Скопскиот аеродром. Тоа е огромно зголемување од пред 5 години, кога ТАФ влезе во оперирањето со аеродромите, и тоа представува некаде 76,7% вкупно зголемување за тие 5 години. Сега, земено низ бројки, можеме да кажеме дека бројот на фреквенции се зголеми како резултат на глобалниот пристап во развојот на авиосообраќајот во Македонија, односно ТАФ со своето познавање на овој бизнис, со вмрежувањето на линиите и со маркетинг активностите кои ги прави на полето на фирмирањето на нашите два аеродрома, успеа да привлече доста компании. На ова може да додадеме и успешната соработка со владата на Република Македонија, која се определи за еден концепт на подршка на така наречени ниски тарифни или нискобуџетни компании, со што се овозможи поевтино летање од Македонија и овозможи и патници од соседните земји да доаѓаат тука да летаат од нашите аеродроми.
Рековте дека сега за сега дестинациите кон кои се лета од Скопје главно се кон Европа и само една интерконтинентална кон Дубај. Според најавите, менеджментот на ТАФ Македонија очекува оваа 2015 година да ја заокружи со десетина нови авиолинии, што секако ќе влијае врз натамошниот пораст на вкупниот број на патници. За кои авиолинии станува збор и од кога треба да се воведат? Владата на Република Македонија направи меѓународен тендер за поддршка на нискобуџетна компанија која ќе понуди најдобри услови и веќе избрана компанијата Визер, која и во минатите 3 години успешно оперираше од нашите аеродроми. С вкупниот број на линии кои Визер ги остварува се 20 и новите линии кои се најавени за оваа година се за Барцелона, за Нинберг, потоа за Хамбург и за Осло. Исто така се предвидува летање и од Охрид на 2 дестинации. Едната е за Лутон во Англија и втората дестинација е Базел во Швајцарија. Можам да потенцирам дека појавата на Визер и бројните дестинации овозможи една поголема раздвиженост на нашите кои живеат во Европа и подалеку. Им се достапни полесно доаѓаат до Македонија и се ценовно подобри услугите што ги дава компанијата. Исто така во редовниот сообраќај ние сега во месец април ја промовираме линијата на Swiss Air за Женева и очекуваме во текот на летниот период да имаме дополнителни линии кои се атрактивни од аспект на сезоната, летната сезона, годишните одмори, како што ќе биде линијата на Кроација за Сплит, а истовремено очекуваме и Ер Србија да лета за Охрид. Дали овде станува збор исто така за барем дел од линиите кои што ќе бидат субвенционирани од владата, како што е случајот со Визер? Па, владата се определи за поддршка на финансиска поддршка на овие компании, поаѓајќи од предпоставката дека ние како земја со само 2 милиона жители имаме дефицит, да кажам, на внатрешен пазар, а од друга страна имаме голема диаспора, имаме потреба за поблиска комуникација со нашите луѓе во светот. Истовремено имаме потреба за зголемување на бизнис релациите со оглед на развојот на слободните економски зони, со отварањето на новите фабрики, со потребата за поголем пренос на стоки од Македонија, особено за автомобилската индустрија која се развива во Македонија. Така да тој сплет на околности придонесе да се определи владата за ваков еден исчекор, бидејќи дополнително дава бенефит и на поголемото присуство на туристи во Република Македонија и можноста и од соседните земји да се определат да летат или да долетуваат на нашите аеродроми. Во овој изминат 5-годишен период за кој говорим или можеби во последната година, еве кои се најбараните дестинации на кои се лета од Скопје? Веројатно имате и таква информација, некој податок околу тоа. Да. За нас овие години како топ дестинација најчесто се јавува Истанбул. Таа учествува со 15,7% од вкупниот број на патници, а после неа следуваат Виена со 8,2% и Цирих со 8%. Доста се фреквентни дестинациите за Брисел и за Лондон. Скоро да нема место на тие линии, затоа од оваа година ќе има и дополнителни фреквенции на одреден број дестинации од страна на Визер, но исто така и компанијата Fly Dubai која лета за Дубај ќе го зголеми бројот на летови од 2 на 3 во наредниот период.
Тоа укажува на зголемена потреба за летање, бидејќи добар дел од конекциите со нашите иселеници во Австралија сега се остваруваат преку Дубај, а и имаме веќе иницијативи за бизнес релации во делот на Блискиот Исток, во делот на Голф зоната, така да сето тоа придонесува за една раздвиженост на авиосообраќајот во овој регион. Кога ТАВ аеродроми дојде во Македонија, беше најавуван како една од најголемите странски инвестиции во земјата. Може ли да ни кажете колкава е вкупната инвестиција досега и колкав е вкупниот број на вработени на аеродромот во периодот пред влегувањето на ТАВ и сега? ТАВ е глобална компанија, која е турска компанија, но 38% од акциите на компанијата ги поседуваат аеродромите на Париз, компанијата ADP. Со тоа ние сме еден од најголемите или најголем аеродромски оператор на светот. ТАВ како компанија обслужува преку 100 милиона патника. Се разбира, најголем аеродром со најголем број патници е Истанбулскиот аеродром. И кога се определи за инвестиции во Македонија, веќе управуваше со 12 аеродроми, а денеска вкупно со 14 аеродроми на 3 континента. Така да, кога се определи за Македонија, се определи за прва инвестиција на европскиот континент. Купната инвестиција која беше направена во Република Македонија е 110 милиона евра и за тие инвестиции е добро познато што се направи. Пред се направи една преубава терминална зграда со 49.000 квадратни метра во ранг на сите стандарди кои модерната авиација и аеродромско обслужување ги познава, вклучувајќи мостови за директен влез во авионите, вклучувајќи 23 позиции за чекирање на патниците, современи услови за работа на полицијата, царината и другите институции во авиацијата. Се направија сите можни погодности за повисоката класа на патниците, како што се бизнис салоните, ресторанскиот дел, сите оние услуги кои патниците на било кој светски аеродром ги има, се вообичаени и ги бара. Резултат на таквата инвестиција и услуги кои ги дадовме се и двете престижни награди што веќе ги доби Скопскиот аеродром Александар Велики за најдобар аеродром за сервис, за услуги во 2012 и во 2013 во категорија до 2 милиона патника во рамките на европските аеродроми, награда доделена од Светската асоциација на аеродроми, што укажува на тоа дека за нас патникот и нашите корисници авиокомпаниите се пред се и ние сме целосно посветени на услугите кои ги даваме нив. Од време на време, од страна на владата, како и од некои други извори, нели, ке простројат информации за формирање на национален авиопревозник на Република Македонија. Еве, бидејќи вие долго време сте во авиосообраќајот, господине Крстевски, дали вие мислите дека ни е навистина неопходен национален авиопревозник и кои би биле бенефитите, така да речам, ползата од неговото основање, бидејќи имало и досега обиди, нели така? Сега повторно таа тема се актуализира. Па, во воспоставување на национален авиопревозник е добра идеја и добра иницијатива и ТАВ Македонија ја поддржува. Колку што ние од јавноста познато, владата веќе се определи за консултантска компанија која треба да ги проучи модалитетите и да ги види аспектите на профитабилност на еден таков проект во околности во кои денеска пазарно се однесува авиосообраќај. Од времето кога Македонија имаше авиокомпании, домашни авиокомпании,
и сегашното време во авиацијата има многу голема разлика. Пред се во регулативата. Порано европските правила на пазарот беа такви да беа со многу рестрикции, а Македонија за жал не вложуваше во авиосообраќајот и не ги правеше потребните реформи да го прати тој развој на авиосообраќајот. Тоа фактички од 2006 година се смени. Владата ги направи нужните реформи како во делот на цивилното воздухопловство, во развојот на навигацијските системи во Република Македонија, развојот на Агенцијата за цивилно воздухопловство и развојот на аеродромите. Сега има објективни можности да се формира таква авиокомпанија со оглед на големата либерализација која постои и големата приклученост на Македонија во европските интеграции во делот на авиосообраќајот. Значи, ние по ништо не се разликуваме од земјите членки во Европската унија и на ниво на стандарди и во ниво на безбедност во авиосообраќајот. Така да ако постои бизнис интерес на било која бренд авиокомпанија, сигурно дека ќе се дојде и до таа иницијатива. Таа може да биде во две форми, да биде формирана и со учество на државата, финансиска поддршка, но може да биде и на друг модалитет во кој државата го остапува правото на така наречен флег кериер или авиокомпанија која го носи знамето на својата опашка, за да се препознае како една од националните обележја што многу држави ги задржале и ги имаат кога се станува збор за така наречени национални авиокомпании. Но тоа не значи дека таа авиокомпанија треба да оперира само за Македонија и од Македонија, таа може и регионално да биде поставена. Во тој сегмент ние како аеродром многу можеме да помогнеме, бидејќи една од нашите цели на делување е Скопскиот аеродром да го подигнеме во регионален аеродром, што подразбира не само да се обслужуваат граѓаните од Македонија и од соседните земји, особено од Јужна Србија, од Бугарија, од Косово, туку да тој прерасни во транзитен аеродром, бидејќи капацитетот на аеродромот е 4,5 милиона патника годишно и со тоа би можело таква една авиокомпанија која би била лоцирана во Македонија, би базирала можеби со 3-4 авиони, да послужи како добар хаб, како добро пристаниште од каде би се летало на некои атрактивни дестинации. Ние имаме најбрз развој на број на дестинации во регионот и со таа политика ние ќе продолжиме, така да имаме еден баланс на политики, од една страна владата со субвенциите и поддршката која дава на авиосекторот и на друга страна таа со својот глобален пристап и со својата маркетичка позиција која развива постојано за да привлече уште нови авиокомпании. Колку е реално и колку е можно брзо да биде остварено тоа, нели велите дека една од идеите на компанијата е, односно и на аеродромот Александар Велики, да стане регионален центар на авиосообраќајот во Балканот, што ќе ги поврзува, како што велите, патниците од регионот со европските земји и со светот. Значи, предиспозиции постојат, меѓутоа, како би можело да се одвива тоа? Значи, во авиосообраќајот многу се важни екстерните фактори. Поготово оние кои влијаат на безбедноста и сигурноста на летање. Такви фактори се пред се политичкото и безбедносно обкружување. Второ е цената на горивото, како еден од поважните на керозинот, да, и кој не оди на рака, бидејќи цената на нафтата во минатите 3-4 години паѓаше и достигна историски најниско ниво, што условува да се намалат трошоците на авиокомпании. А третата работа е развојот на економијата. Сведоци сме дека странските инвестиции во Македонија се зголемуваат и бренд компании веќе се присутни со своји фабрики, дури прават по втора, трета фабрика и така натака. Тоа условува
поголема бизнис релација и поголеми потреби за поголема фреквенција на авиосообраќајот, бидејќи модерниот бизнис денеска подразбира да вие во еден ден дојдете во Македонија, завршите работа и се вратите. Значи, не е како порано, со 2 лета во неделата, па да треба 7 дена да останете на едно место. Сето тоа оди во прилог дека можна е реализација на овој проект, но пак велам, подсредно е да малце се гледа и на регионалниот пристап. Факт е дека во регионот најмногу и најбрзо таква релација направи Ер Србија, внесувајќи го Етихад како партнер од Саудиска Арабија, моćна компанија, една од водечките 5 компании во светот. Но не значи дека некоја европска компанија или пак некоја од Блискиот Исток, како што е Катар или некоја друга, не би била заинтересирана за овој воздушен простор и за овој сообраќај. Се споменуваат од време на време исто така карго аеродромите во Штип, во Струмица, но до сега ништо од тоа не се реализира. Што е работата тука? Не дека не се реализира, туку во проекцијата на владата и во концесијот договор предвидена изградба на карго аеродром во Штип од 2020 година натака. Сега се вршат метеоролошки испитувања на геолошки испитувања на земјиштето. Тоа се важни предуслови за да се оцени дали таму воопшто може да постои писта и да се обслужува заради ружата на ветрови, заради други параметри од аспект на препреки. Така да таа работа оди во тек. Има шанси да се реализира, можеме да потенцираме дека со изградбата на аеродромот Александар Велики, новиот терминал, паралелно беше изграден и е во функција карго терминал, кој има можност за 40.000 тона годишно обслуга, со сите стандарди кои денеска карго сообраќајот ги овозможува, и ние истовремено работиме на промоција на карго сообраќајот во Македонија, бидејќи Скопскиот аеродром во зона на комуникација помеѓу далекиот исток, како што е Кина, Индија, Индонезија, и пристаништата Ротердам или Хамбург и така натака, е на добра линија да може да пружи така наречени технички услуги на авионите кои имаат потреба да негде слета, да остават роба, да точат керозин. Така да и тој аспект на развој на аеродромот го гледаме и се надеваме на успех. Најавувате и некои нови поволности за патниците. Еве, оваа понуда на нови авиолинии, веќе ја спомнавте во претходниот дел од разговорот. Потоа поволни авиобилети насочени кон различни категории на патници, бизнис, млади, студенти, некои семејни попусти, поволности за туристи и за иселениците, исто така некаде прочитав дека се спомнува. Можете ли да ни кажете за што поконкретно станува збор? Ние како аеродром даваме посебни попусти на авиокомпаниите кои се во пакети во зависност од интересот на авиокомпанијата да воведе нова линија, например. Тогаш попустите се до 100% од услугите во првата година што ги даваме на обслужување на авионот. Втората година тој попуст е на 75%, а третата на 50%, што е еден од највисоките попусти што воопшто ги дава. И тоа треба да влијае на цената на билетот понатака, да? Значи ние даваме такви попусти. Потоа даваме попусти кои се врзани за фреквенциите, бројот на фреквенциите, тежината на авионот. Значи имаме една цела шема во која во преговорите со авиокомпаниите на транспарентен начин доаѓаме до она ниво на трошоци кои таа линија може да ги поднесе и ги поднесува. Од друга страна, владата не прати со субвенциите кои ги дава за нискотарифните компании, со што создава услови една нова целна група на граѓани да може да патуваат или да доаѓаат во Македонија и се, така да речем, конкуренција не на редовниот сообраќај, туку на некои алтернативни
сообраќај како што е автобускиот превоз, со воз и така натака, но ја зголемува динамиката, фреквенцијата, според цената. Имаме сознание така да, например, наши иселеници кои порано доаѓале можеби во 2 години поеднашка или еднаш во годината, сега по 3-4 пати си доаѓаат во... Да си го дозволат, но треба да бидеме отворени, тие со тоа доаѓаат и имаат, Македонија има и друг бенефит, девизен, поголеми девизни приливи се од дознаки нивни, бидејќи тие трошат тука. Од друга страна се зголемува бројот на туристи. Ние првпат гледаме најразлични нации туристи овдека и тоа ни е многу драго. Ги гледаме од корејци, од кинези, од шпанци, со апарати сликаат со оглед на убавината на терминалот и споменикот кој е тука во центарот на Александар Велики. Така да сето тоа дава една димензија на развој. За Охрид исто така во две насоки работиме. Едната е попустите кои ги даваме за авиокомпаниите како аеродром, а втората е програмот за економска поддршка на туроператорите за туристи кои организирано доаѓаат и престојуваат повеќе од 3 ноќевања во Македонија. На таа основа до сега годишно околу 30.000 патници, претежно од Холандија, од нордиските земји, па и од Бенелук земите, доаѓаат и престојуваат во Македонија. Многу полагаме на оваа линија со Лондон, со Лутон, бидејќи е познато дека англиските туристи се многу подвижни, сакаат нови предизвици, поготоа земји кои се со природни предности, да кажам, алтернативен туризам и добра храна, добро вино, добра забава, сето тоа се предуслови за кои ние очекуваме дека таа линија ќе биде успешна од Охрид. Како што кажавме, еден број туристи ни доаѓаат од Турција. Турција е исто така една нација која е во подем, туристички подем, не само кај себе, туку и патуваат. Така да е една добра перспектива за развојот на авиосообраќајот во сите тие активности кои ги има и државата и аеродромот. Го спомнавте овој авиолет, односно авиолинија за Сплит, што се планира нели годинава. Дали може би во пресред на предстојната туристичка сезона планирате и некои чартер линии до одредени туристички дестинации и одредени мориња? Се појавуваат во период на летните одмори најчесто. Најчесто се за Анталија. Порано ги имавме за Шпанија, но сега со линијата која се воспоставува редовна за Барселона, очекуваме да се зголеми можеби бројот, бидејќи оваа линија ќе уште сега знаеме дека е распродадена. Од друга страна, сплитската линија ја воспоставува Кроација, но тоа е добро бидејќи Кроација оваа година излезе од некои финансиски потешкоти, Кроација Airlines, и се надеваме дека таа ќе продолжи во наредните години да постои како линија, бидејќи за нашите граѓани и Јадранското море е доста привлечно за одмор, така да таа е плюс понуда. Интересна дестинација. Да. И имаме од време на време за Египет, за Хурдава и за тие некои релации, но тоа се зависи од туроператорите, се уште не ни се пријавени тие летови. Господине Крстевски, јас верувам дека многу информации споделивме со нашите слушатели. Предпоставувам дека можеби би можело уште нешто да се каже, можеби во некоја друга прилика. Овој пат ви благодарам за разговорот што го направивме за Македонското радио Македонија и благодарам за времето што го одвоивте да го реализираме овој разговор. Ви благодарам на вниманието, Иван.